Почитувани, пред почетокот на грајната сезона, општина Битола повторно е еден од најзагадените градови во Европа. Иако ваквата состојба се повторува со години и представува сериозна закана за здравјето на битолчани, општината нема ниту план, ниту волја да го реши проблемот со загадувањето. Општина Битола е единствена општина во Македонија која нема ниту еколошка програма, ниту еколошки катастар. Во 2016 во општина Битола има 2040 лица кои се лечат од канцер и 5000 новоиселени граѓани. Наместо да превземе конкретни мерки за намалувањето на загадувањето, општината раководена од кадри на ВМРО ДПМНЕ дозволи процедура за отварање на каменолом кој представува дополнителна закана за зголемувањето на загадувањето. Нашата советничка група уште пред 7 месеци побара конкретни одговори од општината на неколку теми. Тогаш побаравме да се запре постапката за отварање на каменоломот во местноста Билбил Камен, се додека јавноста не се информира за резултатите од истражувањето за последиците врз здравјето на граѓаните. Јавноста да биде информирана дали каменоломот има Б интегрирана дозвола која е основа за работа на каменоломот. За жал, до денес, ништо не е превземено околу овие прашања. Наместо да се превземе мерка за решавање на овие проблеми, раководството на општината продолжува да се занимава само со тендери и лично богатење. Се поставува логичко прашање: за чии интереси работи општина Битола? За интересите на поединци и фирми блиски до ДПМНЕ или граѓаните на општина Битола? Затоа на 11 декември граѓаните ќе ги казнат лошите политики на централно и локално ниво. По демократските промени доаѓа влада на која граѓаните ќе и бидат и прв и најважен приоритет. Благодарам.